16 јуни 1943, 16 јуни 2021. Се јавуваме во живо од споменикот на 12 ваташки младенци. Денес се навршуваат 78 години од убиството на 12 ваташки деца од страна на бугарскиот фашистички окупатор. Денеска во Моклиште се чествува. Со слика и тон ве оставам да го следите настанот. Во овој момент започна интонирањето и на химната на Република Македонија. Поминаа 78 години од злокобниот 16 јуни 1943 година, кога беше извршен ваташкиот масакар, најголемото злосторство заедно со Дабничкиот колеш во времето на Втората светска војна во Македонија. Во пролетта 1943 година, по повеќе акции на партизанските одреди на Третата оперативна зона, 3 полка бугарска војска и одреди полиција под команда на полковникот Апостолов од 7 до 16 јуни 1943 година презема офанзива за уништување на партизаните и се нафрла и на мирното население. Кулминација на програмите на цивилното население е масовното стрелање во Ваташа на 16 јуни 1943 година, кога на роденденот на бугарскиот престононаследник Симеон II се убиени 12 младенци. Се уште врие крвта врела за 12 ваташки чеда. Поставен транспарент пред споменикот на 12 ваташки младенци, а во моментов се интонира и македонската химна. На одбележувањето на овој настан, 78 години од убиството на 12 ваташки младенци, присутни се семејства на загинатите, градоначалникот на општина Кавадарци, представници на политички партии и останати чинители на општествено-политичкиот живот во општина Кавадарци. Дванаесет бакли во чест на 12 ваташки младенци, запалени од навивачката група Лозари. Како што реков, се уште врие крвта врела за 12 ваташки чеда, е транспарентот поставен пред самиот споменик. Навивачката група Лозари одади почит на 12 ваташки младенци со палење на 12 бакли во нивна чест. Како што реков, на споменикот присутни се и жители на село Ваташа, граѓани на општина Кавадарци. Во овој момент се очекува делегации од локалната самоуправа и општествено-политичкиот живот на општината да положат цвеќе на споменикот. Во моментов кон споменикот се приближува делегација предводена од градоначалникот Митко Јанчев. Цвеќе положи градоначалникот со неговата делегација, а во моментов пристапуваат и делегации на политички партии. Советот на општина Кавадарци е во моментов. Значи делегација од советничките групи во Кавадаречкиот совет положија цвеќе и се поклонуваат на споменикот на 12 ваташки младенци.
Пратеникот Панчо Минов, пратеничката Даниела Колева, раководители на институции од општина Кавадарци е следната делегација која што поклонува цвеќе на споменикот. Следува делегација од политичките партии ВМРО ДПМН и Општински комитет Кавадарци. Наредната делегација од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци. Делегација од Патриотскиот институт Гоце Делчев, Општински комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци. Следува делегација од семејства на загинатите. Општински сојуз на борци Кавадарци е следната делегација. Делегација од Музеј галерија Кавадарци. Следна е делегација од местната заедница село Ваташ. Унијата на млади сили при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци. Делегација и од општина Росоман. Младинци од село Ваташ и представници на навивачката група Лозари Исток. Следна делегација е од Социјалдемократската младина при СДСМ Кавадарци. Навивачка група Лозари Исток. Следна и последна делегација која што ќе положи цвеќе и ќе се поклони на споменикот е од Сдруженијето Тиквеш Рајдерс на моторџијот Кавадарци.
Официјалниот дел од програмата продолжува на делот пред споменикот, каде што ќе слушнеме обраќање на представник од музеј галеријата, кој што ќе говори за овој значаен историски настан, кој што пред 78 години се случи во Ваташа од страната на бугарскиот фашистички окупатор. На 16 јуни 1943 година од окупаторската рака се погубени Перо Видев на само 15 години, Ванчо Гурев 19, Данко Давков 18, Илија Димов 18, Ристо Ѓондев 18 години, Блаже Ицев 20, Пане Мешков 18, Герасим Матаков 18, Ферчо Попгеоргиев 26, Васо Хаджиорданов 28, Диме Чекоров 20 и Пане Джунов 18. Почитувани членови на фамилиите на 12 загинати деца, почитувани ваташани, почитувани представници на политичките партии, почитувани пратеници во собранието, почитуван градоначелник на општина Кавардарци. Денес сме овде да одбележиме 78 години од зверското мачење и стрелање на 12 ваташки деца. Синоча, во предвечерието на овој датум, во центарот на Ваташа се одржа повтор од манифестацијата Крвопес и Ваташа. Тоа беше еден предвестник за ова денес. Нема да должам многу, само ќе го повикам градоначалникот да се обрасти. Повеќе градоначалник. Почитувани членови на семејствата на 12 младенци, почитувани пратеници, почитувани представници од политичките партии, почитувани ваташани, почитувани советници, почитувани сограѓани, добар ден. Нашата општина зборува и раскажува за настанот на ова место од година до година. Ние некако сме навикнати да живееме со ова, за жал, вистината приказна. До денес, постарите генерации раскажуваат со гордост за минатото. Раскажуваат за едно време во кое љубовта и другарството биле најважни. Младите учат за тоа како сплотеноста го правело силно општеството и покрај сите тешкоти го држало исправно и гордо. Далечната 1943 година 12 млади го губат својот живот. Но сведочењата сегаш акцентот го ставаат на една нераскинлива врска помеѓу 12 млади момци. Сплотени со грижа еден кон друг, со заемно разбирање, со неизмерна храброст, чекорели по патот на слободата. 15 годишниот Перо Видов, 17 годишните Герасим Матаков, Блаже Ицев, Данко Давков, Илчо Димов, Пане Мешков, 20 годишниот Диме Чекоров, 25 годишниот Ферчо Попгеоргиев и 27 годишниот Васо Хаджиорданов на 16 јуни 1943 година на зверски и немилосреден начин го изгубија своите животи. Масакар кој остана забележан како еден од најголемите злосторства што го извршија фашистите во текот на Втората светска војна во Република Македонија. Со длабок наклон, полн со почит, стоиме пред ова минато, пред историјата која е испишена, историјата поради која сме денес тука. Сите генерации по 43 година имаат за обврска да го чуваат општина Кавадарци, Ваташа, ова место гордо и исправено. Имаат за обврска да ги следат стапките на сплотеноста на овие 12 младинци, кои своите последни воздишки, своите последни погледи, полни со гнев, но и гордост, ги насочија кон земјата на која ја дадоа храброст да продолжиме да се бориме. Денес сме горди на овој спомен и вечно благодариме на оние млади момци и многоте други имиња кои ги паметиме го дадоа својот живот за Ваташа, за Кавадарци, за Тиквишијата, за цела Македонија. Слава им, благодарам. Началниче, а за тоа што всушност се случувало на тој кобен 16 јуни 1943 година, ќе проговори кустос историчар Натка Китева од музеј галеријата. Повеќе.
Почитувани присутни, смртта стана немочна пред нашата младост изправена. Пред очите наши са гледани уште тоа утро во иднината. Овие зборови запишани на споменикот немо сведочат за крвавото злосторство што се случи на ова место. 16 јуни, среда, 1943 година, кога беа стрелани 12 ваташки младенци на возраст од 15 до 27 години. Со намера да го спречи подемот на Народно-ослободителното движење, а во рамките на њуската непријателска офанзива, која се одбивала од 7 до 16 јуни 1943 година, бугарскиот фашистички окупатор покрај воените превзема и низа репресивни мерки. Подрачјето каде што се одбивала њуската офанзива целосно го пожарува. Голем број луѓе се уапсени, претепани, интернирани, убиени. Окупаторот, имајќи сознание за активноста на партиската организација во Ваташа, превзема мерки за да го спречи ова движење. За таа цел, од Скопје бил испратен бугарскиот областен директор Димитар Раев. Во акцијата биле вклучени Белешкиот, Битолскиот и Прилепскиот полк, граничните подучастоци од Конјско и Мрешичко, сите полициски сили од Тиквешијата и Гергелиско, специјален полициски одред и група полициски агенти од Скопје на чело со Борис Жуглов, а сите под команда на бугарскиот полковник Љубен Апостолов. Започнува невиден терор врз цивилното население. Тоа рано утро на 16 јуни 1943 година бугарските полицајци го извршуваат првото апсење. Го приведуваат Димече Горов, кој бил испратен во Кавадарци на испитување кај агентот Борис Жуглов. Во Ваташа пристигнал бугарскиот поручник Костов, заедно со полицискиот началник од Кавадарци Петко Опреков и двајца бугарски агенти за посетувајќи кафјаната на Васил Хаџиорданов. Било наредено населението да го предаде сето оружје и било каков друг воен материјал во собирниот пункт. Одзивот од оваа акција бил скоро поразувачки. Неколку матарки за вода, шаторски крила, 2-3 стари пушки и еден револвер. Окупаторот бил бесен поради неуспехот на оваа акција. Наскоро од Кавадарци стигнал список со имиња за апсење, а направен врз основа на една фотографија пронајдена во джепот на апсениот Димече Горов. Фотографијата била направена на првомајската прослава на ваташките младенци во Мокриште истата година. Според подготвениот список, бугарските полицајци ги уапсиле младенците. Двајца полицајци го донеле од Кавадарци Димече Горов, со крвави рани по лицето и телото. Откако сите биле донесени во кафеаната, започнало крвавото исследување и крвничкото тепање. Од младинците се барало да одговорат за целта на првомајскиот собир, за нивното следење на програмата Радио Москва, за врските со партизаните и за криењето на илегалци. Со наредба на полковникот Љубен Апостолов, уапсените младинци требало да бидат стрелани. Околу Пладне, во придружба на цел еден кордон војска, младинците се упатуваат кон местноста Дулово Долче. На патот од кој никогаш нема да се вратат заминуваат Перо Видов 15 години, Данчо Гурев 19, Данко Давков 17, Илија Димов 17, Ристо Ѓондев 17, Блаже Ицев 17, Герасим Матаков 17, Пане Мешков 17, Кирчо Поп Ѓорѓиев 25, Васил Хаџиорданов 27, Димече Горов 20 и Пане Џунов 17 години. Со нив се спроведени 4 младинки од селото: Невена Хаџиорданова, Стева Ампова, Ката Ицева и Павлина Касапинова. Околу 13 часот по пеколна горештина пристигнале во местноста Дулово Долче. Поручникот Костов им рекол да се наредат еден до друг за да ги фотографираат, обидувајќи се да ги припои девојчињата кон младинците. Но полицискиот началник Петко Опреков му се спротиставил, затоа што тоа не било наведено во наредбата. Во меѓувреме Васил насетувајќи дека нешто лошо се подготвува, започнал да трча кон реката обидувајќи се да избега. По него тргнале Димече Горов и Герасим Матаков. Костов
Иако во почетокот бил изненаден од смелоста на младинците, веднаш им издал наредба на војниците да стрелаат. Започнала стратична пукотница. Младинците покосени од рафалите на пушкометралезот и куршумите од пушките паѓале како покосено класје, еден до друг. Насекаден во воздухот се чувствувал силен мирис на барут. По претрпениот шок следел силен писок на девојчињата, од кои 3 ги изгубиле своите браќа. Нозете веќе им биле непослушни, па биле приморани да седнат на земјата, оддегнувајќи да го гледаат страшниот призор. Војниците како по заповед ги извадиле бајонетите и да бидат сигурни дека успешно ја завршиле работата, започнале со нив да ги бодат телата на младинците, кои се уште покажувале знаци на живот. Тоа не било се. По извршениот масакр, војниците започнале да им пребаруваат по џебовите, а на неколку мина им ги оцеле часовниците од раците. Масакрот во Ваташа бил запишан и во билтенот на главниот штаб на НОВ и ПОМ од септември 1943 година. Во Ваташа веќе се прочула злокобната вест за трагедијата на нивните деца во Моглиште и целото село веќе било на нозе. Кога војниците и преплашените младинки се враќале кон селото, Ваташани веќе се упатувале кон Моглиште. Но, ниту еден злостор во историјата не остал неказнет. Заслужената казна ги стигнала сите актери од овој масакр, кој остана забележан како еден од неголемите злосторства што окупаторот ги извршил во Македонија за време на Втората светска војна. Учесниците од стрелачкиот одред во крвавиот ваташки злостор во борбата ке селото Стремашево на 13 јули 1944 година ја добиле заслужената казна. 2 батальона на Втората македонска ударна бригада во жестока акција ја ликвидирале оваа злогласна единица. Поручникот Костов и помошникот на полицискиот началник од Кавадарци Петко Преков биле ликвидирани наскоро по капитулацијата на Бугарија. Љубен Апостолов на 3 ноември 1944 година го откриле македонските мигранти во Софија. Бил приведен и донесен во Кавадарци, каде му е судено како на војн злосторник. Народниот суд во Кавадарци го осудил на смртна казна. Полицискиот инспектор Димитар Раев и агентот Борис Жуглов биле осудени на смрт и стрелани во Скопје. Песните "Ми заплакало селото Ваташа" од Лазар Манчевски и "Цветови" од Славко Јаневски секогаш ќе не потсетуваат на една младост, на 12 Скоевци. Денес, 78 години по овој крвав настан, сите слободолюбиви луѓе, сите кои што ја ценат и почитуваат слободата на својот народ, многу добро знаат дека сето она што го направија младинците од Ваташа е дело достојно за почит и восхит. Секогаш ќе остане да се памети и почитува од сегашните и идни генерации, затоа што нема ништо посвето од слободата на својата татковина и слободата на својот народ. Вечна им слава!
клети не слушат народо. Джелати клети не слушат народо. Митрале с Бога врлија оган в градите машки баташки. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.